Да. Значи, повторно се вклучуваме в живо, каде што ја представуваме и покрај сето оно што се случува, мораме да вклучиме уште други мрежи за да представиме ова вистина. Цел на фалангата и ново откритие на кој што работиме долго години да докажеме, да представиме дека уништувањето на Атлантида е поврзано со Балканот, е поврзано и со овој простор каде што се уште има остатоци од уништување на големи градови кои што биле околу Свингата и кои што биле околу Пајонска Гиза. Не случајно Филип Македонецот овде во близина на овој дел ја гради престоријата Бела каде што е роден Александар Македонски. Свингата е поврзана со столб на врховно божество. Врховно божество на кое што стоел грифонот и ја символизирал космичката енергија, космичката оска на поврзаноста на земјата, просторот и небото. Дали се слушаме, македонци? Дали има коментари? Ако има, Даце тука ќе би ги пренаса да одговарам. Се слушаме ли? Значи столбот треба да не донесе до вистината на Бела, која што се наоѓала помеѓу столбот, тоест помеѓу Свингата и изворот Бела, кој што во друга прилика ќе ви го представиме и кој што не случајно денес на тоа место имаме реновирање од ЦИА, се со една цел да се запечати изворот Бела, кој што е поврзан со древна престолнина на Бела. Односно, столбот кој што е поврзан со Свингата и трите пирамиди, кои што се и верувам дека камерата ги представува, ја представуваат Пајонска Гиза. Или во превод, овде ќе биде Армагедон. Помнете и не заборавајте, овде, на ова место, на ова Пајонска Гиза, ќе биде Армагедон. Затоа што Свингата и тој столб кој што е уништен, на кој што стоел грифонот, е поврзаноста на земјата, на просторот и на небото. Дали е јасно, македонци мои? И која е улогата на фалангата? И што треба да правиме во иднина? И дали треба да седиме, да клечиме, да молиме, или треба вистината да ја кажуваме гласно и силно, како тоа што го правиме ние? Одлуката е ваша, затоа што нема да има повторување за Армагедон. На секој 3000 години имаме Армагедон. На секој 3000 години ние мораме да се избориме. Мораме да го неутрализираме големиот крст, кој што е поврзан со Армагедон. Тоест, Перигреот. Како што може да забележите, единствена земја кој што е поврзана со пирамидалниот туризам и кој што е поврзана со звездите на Орион, е денешна Македонија и Кочани и Египет Гиза. Тоа се тие две земји кои што се поврзани со централното сонце Орион и по кој што се правили сите овие пирамиди. Свингата го представува мечот на Орион. Свингата
го представува Орион Небула или Маглина. Ако го погледнете со звездите на Орион, ако го видите појасот со трите пирамиди, мечот до каде би дошол? Точно до свингата. Да го прашаме Семир, големиот англиски чувар на лагата и на манипулациите. Ајде, палагисти, испраќајте пораки да го прашаме Семир Османагич. Дали имаме тумулуси и дали во Босна имаат ваква свинга и вакви три пирамиди поклопени со појасот на Орион. Прашајте го, големиот манипулант кој што има за цел Македонија да ја скрие, а да ја промовира Босна, затоа што ние овде имаме созвездие на Орион, кое што на секој 3000 години Орион Небула се поклопува со свингата, појасот на Орион се поклопува со трите пирамиди, Ригел се поклопува со пирамидата Бела, додека другата нога се поклопува на Плачковица кај Бородвис, Светеникоско се поклопува со едното рамо, Белешко Лозово се поклопува со другото рамо на Орион, а додека оно што го држи во раката Орион, тоест светлоносецот се поклопува денес со Ртањ во Соко Бања. Ова е местото на овие пирамиди кои што се изградени во чест на созвездието на Орион и во чест на оно од каде што започнало. Затоа, ова мапа, од каде што започнува првата пирамида, од каде што започнува првото создавање, од каде што започнува рајската градина, ни е отмета од Еремија, а тоа е букварот како што знае Тацо да каже. Централната пирамида од каде што се поврзуваат сите други пирамиди на целиот свет. Фалангата мора да го врати тој најстар доказ, кој што ја поврзува ова вистина и она што денеска сме тука и ви го представуваме. Затоа што без вистина земјата нема да се додржи во живот на големиот крст. Помнете и не заборавајте, без вистина земјата нема да се додржи на денот на големиот крст. А вистината е поврзана со ова клучна точка за древна Ематеја, за Ематеја која што е била најсветото нешто на овие простори во времето на Филип и Александар. Зошто? Затоа што знаеле дека потекнуваат од Атлантида. Затоа што знаеле дека овде било најстарото Охридско езеро што го знаете, тоа е Прсијатско езеро, дека овде од времето на Атлантида, како денес што го знаете Охрид, било нашето езеро околу Кочани, каде што денес имаме оризови полниња. Затоа, последна прилика, последно јавување, ќе ви представиме горе свингата, ќе ви представиме каде бил столбот, столбот на врховното божество, столбот на вистината, столбот на комуникацијата со Армакедон, столбот на поврзаноста на космичката оска помеѓу земјата, просторот и небото. Стравот, ниските вибрации, најмалку ви се потребни денес, затоа што ние ова вистина со факти и аргументи секој ќе докажуваме. Затоа што Македонија е земја која што со вистината треба да го неутрализира големиот крст на целата земјина топка. Со вашиот мок, со вашиот страв, вие само ќе помогнете нашите градови да бидат камења како овој голем град, кој што некогаш постоел овде и кој што нема ни трага од него. Затоа и Еремија од Плачковица плачел кога гледал овој град како се уништувал. Македонија е се што имаме, а вие македонци, браќа и сестри останати, сите ние се напојуваме од еден извор на жива вода. Сите ние потекнуваме од еден исти прататко, а тоа е Хермес Меркур, истиот оној кој што од тука отишол да ја гради цивилизацијата во Египет и да ја создаде Ариевската цивилизација. Вистината, која што е поврзана
со овие големи работи, со нашето небесно, ние мораме да го ствариме, македонци мои, сакале или не. Затоа ве повикувам во следното мое вклучување во живо, кога ќе најавиме да бидеме горе на свингата, да ја видиме целосниот пейсаж на Пајонска гиза, на појасот на Орион, а со тоа да докажеме каде е коленото, каде што бил Агај Еге, и не случајно Ригел е поврзан со Кутлешот, а додека Бела треба да ја бараме од свингата, каде што бил столбот на светлината, столбот на врховното божество и локалитетот Лукубија, кој што е изграден каде што големиот Тито или големиот Благој Попов го зацементира со големи тонови на споменикот Ноб, кој што нема ни Н буквата од Ноб. Ова нагорна површина на столбот и споменикот кој што доаѓа точно према Кочани, треба да го лоцираме и Бела, кој што е помеѓу на горната површина на столбот, тоест на свингата, и изворот Бела, кој што е запечатен со споменикот од Ноб. Значи во ова, меѓу споменикот од Ноб и свингата, треба да ја бараме Бела, каде што е роден, живеал, творел Александар Трети Македонски. Дали е јасно, македонци мои, до овде? Дали се слушаме убаво? Дали сакате Бела да ви ја представиме некогаш? Затоа што темнината, која што беше запечатена во гробницата на Филип, повеќе ја нема главата. Главата е отмена, извадена од темнината, тоест од Атена или од нениот символ Буфот. Грифонот е овде, а она кој што го представувавме е буф и символ на темнината, каде што била запечатена каде што бил запечатен духот на Филип Македонецот. Затоа, македонци, сето ова да не ви биде од забавен карактер, нека ви биде порака, нека ви биде тоа што треба да правиме во иднина, затоа што секој град има своја историја. Да не доживееме ваков масакар како за времето на Атлантида и уништување на градови, од кои што само останала каладрмата. Погледнете, од кој што останала само каладрмата. А тоа ќе го доживееме ако се бориме со факти и аргументи, и ако им кажеме на цинци легија ди Рома, на денес на Удба, доста е! Доста е! Доста е! И тоа ќе го направите само со вистината без страв, со дела, со вистина и со практика. Фалангата утре ова треба да чисти, ова треба да го пустено да го извади, за да ја представи свингата на целиот свет. Ако Египет е поврзан со свинга и кој што е представена со појасот на Орион во Гиза, ние треба да бидеме представени со пред египетската цивилизација, пред ариевската цивилизација, тоест Атлантида, кој што постојала на Балканот, а каде што центарот и врховното божество на Атлантида била овој дел. Затоа овде била изградена и Бела, тоест Пела, затоа и Кочани денес е град на водачот, град на овенот, град на водачот, овенот, Кочот, по ништо нема да се разликува, освен од она што е представено во Израел. Како би го дешифрирале Кочот? Би го дешифрирале со градот на Давид или со Давидовиот град. Што значи дека Кочани во превод би бил Давидовиот град, македонци мои. И не џабе се овие знаменитости кои што се секаде околу нас и кои што чекаат да бијат откриени на вас, фалангисти, браќа и сестри. Затоа што цел свет ја тражи ова вистина. Цел свет ги бара почитоците. Не на Атлантида, на Лемурија, кој што претходно исто така е било овде. Цел свет ја бара мистиката и митологијата, а ние криеме од сите нив во интерес на првоначите
на уништувањето или со библиското распетие, кое што било на овие простори во Кочани и големата битка од каде што Македонија се дели на 4 дела. Исус е последниот македонски цар на царевите и крал на кралевите. И овој пат, оно што го знаете, и она икона што ви ја представив, е представата на трите пирамиди. Представата на Армагедон. А Марија Маглена, кога ќе се качиме во другото видео горе, на свингата, точно ќе ви представиме како и каде гледала. Орион Небула, мечот и појасот на Орион. Да сте ми вечни и живи. Живе Македонија. Ве сакам сите. Љубов, љубов и само љубов. И не се плашете, затоа што дојдено е времето за Армагедон. Оставите ги овие удбашки структури. Оставите ги овие политички пинг-понг партии. Затоа што повеќе од смешни се. 1-330 години. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Секако изборот е ваш. Ние и понатаму ќе одеме со слободна волја. Ние и понатаму ќе оставиме на дух, ум и фанатизам на секој македонец. Ако има дух, ум и фанатизам пред ова свето место, пред овој голем град уништен, ви кажувам, ќе бидеме само ако немаме катанец на умот и пранги на носете. А катанец на умот имат онија кои што им ја купена душата, им ја направена черепи и коски. И затоа тие ќе ги препознаете секаде, кога ќе почнат да не прават забегани, кога ќе почнат да не кажуваат дека сме секта, кога ќе почнат да не кажуваат дека сме зедризово, дека сме лопови, дека сме зубардовци. Вие, македонци мои, така ќе го препознаете едно членче на удба. Затоа не им дозволувајте на вие удбашки структури, бидејќи овие деца чоколадо на оние татковци удба ќе бидат поопаснини. Е, тогаш ќе се јадат живи деца. Помнете и не заборавајте, ако денес не направите ред, стоп на се што се случува околу вас, деца тогаш ќе ви јадат живи. Тоа што го велеше Грилас од фамилијата на Гриласите. Затоа ве повикувам, сите заедно, најосновното правило, кој што го кажавме, е целта на Владо Павлов и на фалангата, покрај електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, покрај враќањето на авионот, погледнете оваа убајна за авионот, погледнете го ова место, каде што бил најубавиот мак. Па каде би бил Македон, ако не би бил овде, македонци мои, по кој што го имаме и името Македонија. Секако, од најсуштинско значење ќе ни биде воскреснувањето на Ематеа и на Микена при Лепскиот битолски оддел. Али најмногу од све, Ематеа на секого мора да ви биде иницииричка каписла за воскреснување на македонизмот и за враќање на името Македонија. Се разбира, ако имате желба да го вратите, ако немате желба, јас не можам ништо да помогнам. Ние мораме на колективно, не на индивидуално ниво да се почитуваме. Во име на ова светост, во име на ова свинга, поврзана со небото и земјата, свингата на Грифонот, да застанеме позади Македонија и вистината за Ематеа и да кажеме сите заедно: Македонија! 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 Да живее Македонија! Ве сакам сите љубов, љубов и само љубов. До гроб за Македонија и со вас!